Повикам Беловин, се созвав на поканата. Направивте ли обид во доказите? Не. Со молчење поранешниот председател на собранието Трајко Велјановски се бранел пред обвинителството, дознава 1TV. За одбраната пак Велјановски инсистирал да ги види доказите за собраниските инциденти. Тој е осомничен нарачител за крвавиот упад во законодавниот дом од 27 април 2017 година. Вештачењето на телефонот покажува дека Велјановски имал комуникација со поранешниот премиер Никола Груевски на денот на крвавиот четврток и ден претходно. Од судењата за собраниските инциденти произлезе дека Велјановски наредил неговата канцеларија да биде чувана и да се мобилизира членството, откако Талат Џафери беше прогласен за председател на собранието. Не е прв пат Велјановски да биде повикан на распит. За кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста беше во кривичниот суд во февруари. Тогаш не беше испрашан поради пратеничкиот имунитет. Волам 10 години сум бил председател на собрание и јас да видам организатор на што. Не, минако. Собранието подоцна не му го симна имунитетот и Велјановски е слободен човек. Поинаку е за осумничените екс-министри Спиро Ристовски и Милјан Екиевски. Едниот е зад решетки, другиот притворот го извршува дома. Груевски и екс-началникот ВУБК Никола Бошковски се недостапни за органите на прогонот. Обвинителството очекува да бидат екстрадирани во земјава поради тежината на кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.